Заврши водоснабдителната сезона за оваа година за Кочанската водоподружница Брегалница, една од најтешките и најпроблематични во низата изминати години. Уште пред да стартува поради сушата, Кочанската подружница го промени планот за наводнување. Оризот се посеја на помали површини, а дел од нивите со земјоделски култури беа одбиени и не се наводнуваа. Оваа сезона водостопанство планираше да наводнува околу 5100, а зацртаното се реализираше на само 2900 хектари под ориз. Наводнителната сезона ја следеа рестрикции и проблеми со водокорисниците, кои наводнуваа и повеќе од што треба. Дивите испусти станаа секојдневие, надлежните почнаа да контролираат и ноќе, а во одредени случаи барале и интервенција на полицијата. Забележавме на неколку места каде што ја злоупотребуваат водата, односно до тој степен што вршат наводнување и на стрништа, односно ниви кои што веќе се ожнејани, за да можат полесно да ги ораат. И сето тоа е евидентирано наша страна деновиве и е пријавено во полиција. Се бориме со нив, веќе има поднесено и пријави. Водата од Калиманци годинава секне и за дел за нивите во Штипско-Карбинскиот реон. Оризовите полиња се намалија за 70%. Долготрајната суша без пообилни дождови продолжи, а акумулацијата Калиманци поради лошата хидролошка состојба остана полупразна. Сезоната на наводнување започна со акумулирани 75 милиони метри кубни вода, што е под просекот за последниве 20 години. Оваа година од водостопанство Брегалница во Кочани неколку пати реагира и на загадувањето на Оризарска река, а во каналите за наводнување се удавија двајца.